Филип, дали би го поздравил Кирил Лазаров ако го сретнеш на улица? Добро вечер, Филип. Се снајдели? Да. Се снајде одправа, браво. Добро вечер на сите гледачи на YouTube каналот на Канал 77, број 1 национално радио во Македонија. Некако сум малце возбуден за оваа увертира затоа што покрај сите оние телевизиски емисии сиве овие години, еве и мене со нов предизвик, тој е подкаст на Канал 77, YouTube-от број 1 радио во Македонија кога станува збор за национално радио. Морам да кажам, бидете внимателни затоа што од овој четврток па се до јуни месец или завршетокот на првата сезона, најпопуларните јавни личности ќе бидат ставени овде пред мене вака тет-а-тет. До сега не виден подкаст во Македонија, надвор Македонија да, но во Македонија не, затоа што јавните личности ги ставаме на полиграф или на детектор за лаги. Ќе дознаеме све или ќе дознаеме се што не интересира, ќе дознаеме вистината или лагата, вистина или не, новиот подкаст на Миро Кацаров на Канал 77 или на YouTube-от направите лайк или subscribe за повеќе вакви изданија да ги гледате секоја недела, како што кажа, со најпопуларните јавни личности, не само од Македонија, туку и од Балканот, преговараме со голем број пејачи кои што ќе гостуват и ќе имат концерти, но затоа, потоа. Филип, дали до сега некојаш си бил на полиграф? Прво да се заблагодарам за поканата, баш ми е мило што си учествувам и сум прв во твојот подкаст. Не сум учествувал и сум гледал тие емисии во другите земји, каде што има вакви слични подкасти, да. Така да се надевам дека ние ќе оскршиме мразот. Дефинитивно овој подкаст кој што го забрзува пулсот, кој што е мистичен, подкаст кој што е многу различен од останатите подкасти, подкаст кој што ќе дознае многу работи за тебе. Зошто Филип Талевски? Филип Талевски моментално е многу актуелен во Македонија и во македонските медиуми, затоа што пред неколку дена или недела и пол го раскина договорот со РК Вардар. Интернационален Филип Талевски играше за големите клубови и во Германија и во Португалија и за македонската репрезентација, играше и во ерата на Лино Червар во Металург, ако не се лажам, играше 2 пати на Вардар и можам да кажеме на успешна, богата кариера за само еден дечко кој што има неполни 30 години, така да твоето искуство многу значи во македонскиот ракомет, сега ќе видиме дали твоето искуство ќе биде со вистина или не и дали ќе го положиш тестот. Ти е страв малце дека си прв гостин? Вака искрено. Искрено не. Не? Не. И се надевам дека ќе ги поминам во најдобар можен ред сите прашања што ќе бидат поставени. Гледам да бидам искрен, зашто поинаку и не знам. Браво. Да, тоа ни треба. ќе видиме, јас сум спремен. Остани мирен во подкастот кој дефинитивно го забрзува пулсот. Се враќаме веднаш за неколку минути. Еднашка добро вечер, Филип. Добро вечер. Се надевам дека удобно си сместен. Да. Ми кажа дека ти е прв пат на полиграф, ако не се лажам. Да, на прв. И кажа дека немаш страв. Па од кога ги наместивме сега типките, малце невообичаено, морам да кажам, меѓутоа не е страшно. Не е страшно, сега ќе погледнем и пулсот како се качува. Филип, сега се наред прашања кои што се малце поне едноставни, психолошки, прашања кои што се спремни за тебе, за твојата кариера, за твоите клубови и за тоа што сакат да го слушнат
македонските гледачи. Ова е втора етапа од нашите прашања, кои што се малце попровокативни. Почнуваме, дали се викаш Филип? Да, јас сум Филип Талески. Си роден во Крушево? Не, во Прилеп. Во Прилеп си роден. Почнуваш да играш во кој клуб? Во Металург. Не во Пелистер? Не. А тренираше како мал во Крушево или во Прилеп? Во Металург. Одма во Металург? Да. Одлично. Филип, дали знаеш каде се наоѓаш? Во вашето студио. Канал 77. Значи знаете. Да. Да. Ги анализираат. Тоест нашиот детектор ги анализира прашањата за да на крај видиме дали колку си го поминал тестот и колку си бил искрен. Имаме 25 прашања, од кои што 2 поминавме. Другите не се волку едноставни. Бидете фокусирани и внимателни. Дали си чувал некоја тајна од твоите родители до сега? Да. Таа тајна каква е? Дали е некоја тајна кој што не сакаш да ја дознае татко ти, мајка ти, кој што таа тајна би нарушила односи помеѓу вас? Не. Добро. Филип, дали се преправил дека си болен за да не одиш на тренинг? Да. Кога и каде? Па имало ситуации каде сум бил, да кажам, премногу разочаран и сум кажувал дека сум болен за да не присуствувам на тренинг. Филип, дали некогаш ти има многу изнервиран од тренерот за да сакаш да го мавнеш, да го удариш? Да. Физички да се пресметаш со него, народно кажано? Да. Дома или во странство? И дома и во странство. Во дома. Колку тренери имаш сменето, Филип? Па, да ги наброиме. Александар Јович, Илија Темелковски, морам да ги спомнам нив, пошто се они веќе покојни. Посебно Александар Јович, кој ми е мој прв тренер и имаме многу убави спомени заедно. Лино Червар, Кира Лазаров, Владо Недановски, Стефче Алушевски, Никола Јакобсен, Јенс, точно името, презимето не знам, Раул Гонзалес, Барондо, Машала. Жота Гонзалес. Машала. И Иван Чупич после. И Иван Чупич, да. Браво се. Филип, дали некојаш си лажал некој дека немаш пари за да не му поземиш? Да. Дали тоа е било некој од твоите другари од детство и дали тоа е некој од твоите колеги и ракометари? Другари, можам да кажам, каде што и кај мене се обраќали некои икс личности кои сме се виделе, сме се поздравиле, па си земале за право да побараат пари, биле во некаква била каква криза, не е битно, и сум кажувал дека немам за да не му дадам, пошто знам дека Нема да ги врати. нема да ги врати. Дали си учествувал во нешто, Филип, нелегално што никој не го знае? Не, никогаш. Никогаш не сум ни зависник од цигари, не сум ни зависник, да речем, од дрога. Некогаш ако се игра спортска, ако тоа е лошо, Не, тоа е легално. Да. да кажем, ако тоа е лошо, тогаш Не, тоа е легално, затоа има и легални спортски обложувалници, на секој чекор ги има кај нас во Македонија. Филип, дали се уште ти е криво што се врати од Бенфика, од Португалија? Дали се каеш? не. Да потврдам? Да. Уште еднаш кога те прашувам, дали се каеш што се врати од Бенфика, од Португалија? Не.
но дали е до толку искрен колку што самиот кажува, детекторот на лаги ќе го открие на крајот од емисијата. Филип Талевски, дали разговараш приватно, а и службено со Филип Кузмановски? Не. Не. Зошто? Па, да речем некоја историја. Јас немам никаков проблем со никого и никогаш на никого лошо не сакам да му направам, меѓутоа некои личности кои ќе направат лошо, знам само да ги пречкртам и да се оттргнам од нив. Од моја страна јас мислам дека он према мене има направено лошо и затоа е тоа мојата одлука. Од другата страна, за да дознаете што е причината, треба да го прашате него. Добро. Филип Талевски, дали би играл за ракометниот клуб Пелистер? Не. Не, сигурно? Сигурно не. Зошто не би го одбрал рака Пелистер? Па не знам, некако... Ајде, јас да речам дете на Металург, меѓутоа Металург како клуб се распадна, каде што мислам дека има оставено многу длабока трага во македонскиот ракомет, за доброто на македонскиот ракомет, од која причина се распадна, може би сите ја знаеме. Меѓутоа, после Металург, за мене единствен клуб кој го сакам искрено е Вардар. И мислам дека не би си дозволил таков луксус, прво да ги изневерам навивачите на Вардар, а потоа и самиот себе да отидам во најголемиот ривал во Македонија, тоа е Пелистер. А дали некојаш си посакал некој да исчезне од твојот живот затоа што само ти го има, народно кажано, земено местото во репрезентација или во тимот? Ке речам не. Не си посакал на некој да му се случи нешто само за да играш ти? Не, никогаш. Добро. Мислиш дека тоа е малце умоболно? Да, и затоа не би го помислил, пошто, ајде ќе почнам сами од себе, не сакам никој да ми го мисли тоа, може би ми го мислат, меѓутоа јас мислам дека не треба такво нешто да се помисли и не би сакал нешто лошо на некој друг да му помислам, а тоа да биде, не дај Господ, најлошо што може некој човек да помисли, така да затоа кажав не и се водам по тоа дека ние како луѓе треба да си посакуваме добро и има над нас некој што суди. Филип Талевски, дали некој си наместен надпревар за пари? Никогаш. Не. А дали си помислил да наместиш надпревар за пари? Никогаш. Дали си имал понуда, додека се анализира твојот одговор? Дали си бил сведок? Па, реално, тука во Македонија, ни да бидам сведок, ни сум слушнал за такво нешто. А во странство мислам дека после некоја афера што имаше во минатото со некои играчи, мислам дека и никој не би се осудил за такво нешто. Пошто казните се ригорозни. Ти благодарам. Филип, дали, ако некој човек сега дојде овде во канал 77 и ти донесе 100.000 евра да се вратиш во РК Вардар, дали би се вратил? Не. Ти го гледам полсот, многу интересен ви имат гледачите. Се возбуди на прашањето? Се возбудив. Па не можам да кажам дека се возбудив, меѓутоа деликатна тема. Не, така? Не. Филип, дали би го поздравил Кирил Лазаров ако го сретнеш на улица? Не. Ти си
си игра за Македонија? Мене? Јас душата би ја дал за Македонија, меѓутоа некој друг одлучува зошто е тоа дозволено така. Не знам. Тоа прашање не е за мене. Одлично. Сите би ја дале душата за Македонија и се согласувам, те гледам у очи. Дали мислиш дека некој друг не го заслужува твоето место во репрезентацијата? Да. 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 Мислиш дека има во репрезентација коментари кои што не се на нивото на Филип Талевски? Да. Колку? Мислам дека има. Коментари? Не, колку беше твојот шут, мислам на едно првенство? 141. Тоа е многу. Реално. До сега никој не шутнал тоа. Никој така? Колку гол имаш дадено за Македонија до сега? Не знам. Тоа морам да ги прашам моите оти пошто. Ма сигурно е троцифрен број. Па мислам дека да. Има поминато преку 100 гол за националниот дрес. Моите ја водат таа статистика, да речем. Од кога Шуваци. игра за Македонија, до колку години кога ти беше првиот настап? На мои 17 години. Филип Талевски. Дали некогаш си се смејал на нечи лош натпревар зад грб? Од твоите колеги? Ќе кажам да. Добро. Филип Талевски, дали мислиш дека има коментари кои се познати само поради инстаграмот и начинот на обликување, не поради квалитетот? Во Македонија? Да. Не. Филип, сакаш да кажеш дека нема кај нас популарни коментари на Инстаграм? Инфлуенсери? Има, меѓутоа во таа мера дека се популарни, дека се инфлуенсери, а не коментари, не. Пошто кај нас во Македонија ние сме спортска нација и мислам дека тоа не помина. Дали си бил колега што користи недозволиви средства се премочен до сега? Не. Знаеш за какви недозволиви средства? Да. За допинг. Да. Што најчесто кога спортистите го има. Па добро, ние морам да кажам дека земаме некои средства кои се средства или супстанци кои се дозволени на допинг листа и дека може да се користат. Сега, ако тие супстанци се недозволиви, тогаш лажам, меѓутоа ние што земаме се дозволено, пошто ригорозноста е многу голема во спортот. Филип Талевски, дали некој тренер ти понудил нешто неетички за надправер? Не. Збориме за тренер кој што може да ти понудил, например, пари за да промаш седмерец. Тренер кој што може би те уцинел да повредиш играч. Па таква некоја неетичка ситуација. Добро. Се анализират твоите одговори. Дали мислиш дека медиумите те потценуваат, Филип Талевски? Да. Што најмногу? И кај најмногу гледаш дека тие те потценуваат? Па, не сите медиуми, морам да кажам, меѓутоа, ајде, спортските медиуми нека го користат моето име и презиме за некоја си нивна промоција, да речам. Јас тоа така го гледам. Може би нема да се сложат, меѓутоа
моето видување е така. Така да јас немам проблем со нивната одлука како мислат да прават и што прават, така да тоа е нивна работа. Филип, дали некош си плачал поради коментари во медиумите? На вистинско плачење не. Да, одговорот се чита, мислевме на високо плачење, иако сите, па вклучувајќи ми и мене, сите оние негативни коментари знаат да те погазат, но прашањето беше дали си плачал. На крајот од ова полиграфско испрашување ќе дознаеме на колку одговори си дал вистините одговор, на колку си дал неточен или си не си ја кажал вистината. При крај сме. Дали мислиш дека би бил ништо без спортот во животот, едно од последните прашања? Не. Филип, едно интересно прашање, бидејќи во светот на спортот се случуваат и такви работи, па морам да те прашам и кај вас, во вашиот свет, на ракометот, типа меѓу вас маживе, нормално има секакви. Дали има хомосексуалци во ракометот? Во Македонија не. Мислиш дека Македонија малце се уште неотворена за тие таквите прашања и се уште конзервативна кога станува збор за сексуалното изразување на Не би рекол луѓето така. кои што живеат овде? Не би рекол така. Сепак, ајде да кажам, ние спортистите сме, прошетани, сме видели како функционираат и во другите земји. Пошто во другите има? Во другите има, да, и тоа на многу добар начин го користат. Го прикриват или не? Па некои го прикриваат, меѓутоа некои го користат во нивна полза за продолжување на договор, за спонзорство, за сите тие работи. Можам да кажам дека имало еден пар, точно имињата не ги знам, ракометар на Лајпциг, каде што тоа си го признава јавно. Дека е гей? Си кажува дека има дечко, да, и дека добива продолжување на договор, добива спонзорство, добива телевизиска популација, каде што тоа оди во некоја полза. Меѓутоа, сепак јас не ги успорувам, меѓутоа не сум за тоа, поради тоа што мислам дека во светот и светот е создаден да биде фамилија машко и женско, каде што можат да станат родители. Во денешно време се дозволуваат многу работи, меѓутоа тие вредности треба да се задржат според мене. Не осудувам никој, секој си има право на определба, така да кај нас нема така. Јасно. Филип Залевски, дали некош свесно си избегнал допинг контрол? Не, никогаш. Се приближуваме кон крајот, дали мислиш дека беше реален? Мислам дека бев реален, да. Искрен? Па за секој прашање, да. Дали мислиш дека имаше прашање во кој што се двумеше? Мислам дека не. Дали мислиш дека имаше прашања кои што не сакаше да ги одговориш? Не. Дали мислиш дека имаше безобразни прашања? Не. Дали некогаш намерно си играл под очекуваното ниво за да не или за да влијаш на резултатот? Не, никогаш. Си давал секој што е од себе? Секогаш се од себе. Дали мислиш дека беше искрен при одговорањето на прашањата? Детекторот те праша на јас. Според мене, да. Притиснавме. Да. Го анализирате. Одговорот.
кажавме на почеток дека се одбројуваат 30 секунди, дека сите овие работи и откуцување и пулс и body language-от го кажува тоа, дали ја кажуваш вистината или не, и дали како прв гостин ќе го поминеш првиот тест во новото подкаст шоу на Миро Кацаров, кој што е вистина или не на YouTube каналот на канал 77 број 1 национално радио во Македонија. Машината ги детектираше. Да, при крајот сме на нашата емисија. Мораме да одеме до следно. Дали сакаме да ги видиме? Не прашува нашите одговори. Да, зошто не? Одиме следно. Се комплетира. За кратко, ќе дознаеме што и каде сме. Филип Талевски. Имавме 30 прашања, на кои 28 беа вистините или точни, само на 2 падна или не ја кажа вистината. Филип Талевски ти го помина тестот во првата емисија премиерно, во првата сезона на Вистина или не со Миро Кацаров. Ти честитам што беше искрен, што беше отворен за канал 77 како медиум. Верувам дека многу твои колеги ќе следат оваа ситуација и ќе дојдат токму на исто ова столче и ќе кажат вистината која што е како шило. Ќе врти, како викаше нашиот поранешен премиер. Ќе врти и ќе искочи. Ти посакувам успех. Вам, драги мои, ви поздравам што бевте сведоци или гледачи на нашето прво премиерно издание на подкастот Вистина со Миро Кацаров, кој што дефинитивно е еден поразличен од сите оние кои што ги има во македонскиот YouTube свет. Подкаст кој што ќе ги открие сите оние пикантерии, вистини или не на јавните личности, како што кажавме, нема да бидат само спортисти, ќе бидат и пејачи, ќе бидат и политичари, ќе бидат и сите оние кои што го земат јавниот начин на живење, и затоа ви ветувам одлична забава секој четврток на YouTube каналот на канал 77 во 20 часот заедно со мене, вашиот домаќин Миро Кацаров. Вие што треба да направите е да ја прераскажете првата емисија кој што не ја гледал, да направите лайк и сабскрајб на YouTube каналот на канал 77 број 1 национално радио во Македонија. Се гледаме наредната недела во нашиот редовен термин, четврток 20 часот. А до тогаш оставете ме да ви најдам исто така ултра гига популарни гости кои што ќе кажат својата вистина или нема да ја кажат, или ќе ги запознаете од еден по инаков агов. Се гледаме.